На крајот на оваа учебна и академска година образовните институции ги прогласија учениците и студентите на генерацијата, покажувајќи внимание кон нивните лични успеси. Меѓутоа, освен церемонијалното вреднување на постигнувањата, државата друго ништо не прави за своите интелектуални капацитети кои главно остануваат препуштени сами на себе. Дека е така потврдуваат неколку примери, меѓу кои од нашиот град, студенти на генерацијата, летото да го искористат за привремено вработување во западноевропските земји, каде од тешка физичка работа настојуваат да заработат некој евро. Препуштени сами на себе на девалвираниот европски пазар на трудот, тие најчесто стануваат жртви на разни агенции или посредници на вработување кои го собираат кајмакот од нивниот труд. Млади кои работеле или работат во Холандија, Германија и други земји коментираат дека тамошните газди не ги исплатуваат во целост за да ги задржат што подолго или ако си заменат да останат без неколку стотини или илјада евра. Секако најлесни жртви се оние кои не знаат јазик и не се во состојба да се изборат за своите права. И додека кај нас дипломирањата се препуштени сами на себе да се сноѓаат кој како знае и умее, во соседна Србија до Новиве со еден потак се вработени 260 здравствени работници, и тоа најдобрите, кои само што излегле од студентските и средношколските клупи. Може би тој пример ќе ги потикне државните власти да се погрижат за стручните капацитети да се ангажираат во овдешните институции, секако со соодветно вреднување на трудот.